What does not make sense to me is this. Why should Zionism be an idea and a goal that only Jews can embrace? I'm a Goy, and I'm a Zionist. With all my heart, out of conviction, and with passion. Zionism is not a dirty word. Zionism is a logical consequence of history. Се почесто среќаваме вакви ционистички изјави, но зошто токму оваа треба да се свати сериозно? Затоа што ја изговара извршниот директор на Аксел Шпрингер, една од најмоćните медиумски групации во Европа, Матијас Депфнер. Поранешен новинар и главен уредник, Депфнер стана директор во 2002 година и одигра клучна улога во трансформацијата на Аксел Шпрингер, од германски новински издавач во трансатлантска дигитална медиумска империја. Медиумскиот гигант Аксел Шпрингер е сопственик на брендови како што се Bild, Welt, Politico, Business Insider и Morning Brew. Bild, на пример, е најголемиот медиумски бренд во Германија. Со децении учествува во обликувањето на јавниот гнев, политичките дебати и изборните наративи. Дополнително на својата веб страница компанијата јавно ја наведува својата издавачка политика, поддршка за демократијата, слободата на говор, слободниот пазар, европското сојузништво со САД, отфрлање на политичкиот и верскиот екстремизам и дискриминацијата, но истовремено и јасна поддршка за правото на Израел на постоење и осуда на антисемитизмот. Тогаш веќе станува појасно зошто во својот говор на Светскиот еврејски конгрес во Женева, Депфнер не само што го брани ционизмот, туку повикува Европа да воведе повластена имиграција и државјанство за еврејските семејства и да ја направи еврејската култура повидлива. Со негови зборови, Европа мора да стане поеврејска. Но неговиот говор потоа отиде и чекор подалеку. In a Europe where Christian and particularly Muslim influences increasingly grow. We must expose woke ideology as a Trojan horse for anti-Semitism and Islamism. Under the guise of decolonization, anti-racism and social justice, and above all, green climate activism, pure hatred of Jews is often spread today. The woke movement has long been infiltrated and shaped by Islamists. It is engaged in the re-evaluation of all values and the devaluation of the West. For centuries of civilization, the following held true. Successful is better than unsuccessful. Rich is better than poor. Strong is better than weak. Woke now wants to convince us of the opposite and idealizes victims as the new heroes. Сето ова го изјавува човек што не е само познат по ширењето на медиумското влијание. Неговото име го следат и бројни контроверзии, како што се протечените пораки од 2023 година, што укажуваат на политичка пристрасност и обиди за влијание врз изборите, навредливи изјави за источните германци, нарекувајќи ги комунисти и фашисти, ставови за климатските промени во кои тврди дека потоплата клима од секогаш била подобра за цивилизациите, како и обвинувања за судирни интереси и плагијат во неговата докторска дисертација. Поради тоа, критичарите со години предупредуваат дека Аксел Шпрингер не е само медиумска империја, туку моќен политички актер со јасно дефинирана идеолошка линија што ја доведува во прашање границата помеѓу новинарството, влијанието и агендата.